За жал, наместо да зборуваме за постапки и процедури кои што ќе значат подобрување на квалитетот на јавно-обвинителската дејност генерално во Република Македонија, но и на работата на државното јавно обвинителство како независен орган утврден со Уставот на Република Македонија, ние како Собрание на Република Македонија треба да зборуваме за прекршување на законите кои што сами го правиме. Тенкото парламентарно мнозинство под налет на импресиите на што току формираната влада, што току формираната коалиција, чувството на неограничена моќ, постапуваше спротивно на изборниот законник во постапка за разрешување на постојниот, односно на претходниот јавен обвинител и за жал продолжува да постапува спротивно на членот 8а од изборниот законник и во постапка за избор на новиот јавен обвинител. Ова е веќе арогантно действување на груба употреба на бројките кои што тенкото парламентарно мнозинство ги има овдека во името на 62 пратеници кои што го сочинуваат парламентарното мнозинство. Пратениците од парламентарното мнозинство треба да си проценат што прават. Може да се повикуваат и понатаму на имунитетот при кршење на законите. Формално правно тоа можеме да дискутираме дали е процесен имунитет или не е процесен имунитет и не е ни битно на крај на криштата. Но станува збор за морална дилема на кредибилитет, дилема на почитување на закон. Доколку Собранието на Република Македонија дрско и арогантно не почитува закони, кои што самото ги носи, кој во Република Македонија треба да почитува закон. Со донесување на одлуката за разрешување на господинот Марко Зврлевски, врз база на аргументацијата која што ја понуди владата за нестручно и несовесно работење, на господинот Марко Зврлевски веќе му престана и работниот однос. Значи не само функцијата државен јавен обвинител, туку веќе му престана и работниот однос како вработен во државното јавно обвинителство.